Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. Сина и Светиот Дух. Возлюбени во Христа Бога, браќи и сестри, третава недела од великите пасхални пости е необична според многу нешта, но најмногу зарад совпаѓањето на два големи празници: Благовештение и Крстопоклонна недела. Празникот Благовештение е празник со непроменлив датум, но денот кога се празнува се мени и му припаѓа на годишниот литургиски циклус на празници. А празникот Крстопоклонна недела е пак празник со променлив датум, но секогаш во ист ден паѓа. Тоа се два различни циклуси на рачунање на времето во Светата Црква Божја. И токму заради тоа, двата круга, чертога на време, се движат секој на свој начин и по некој свој природен и логичен пат, и ретко, многу ретко се случува овие два големи празници да се сретат во еден ден. И тоа се случува денеска, ова света од Бога благословена година. Празникот Крстопоклонна недела паѓа точно во средината од светата Четириесетница, од светиот Велики пост. И не случајно во средината на постите црквата благословува да го славиме споменот на честниот и животворен крст Господ. Зашто од Благовештение преку крстот се доаѓа до воскресението Христово, и таа е логичкиот след на нештата што треба да се следи и во својот личен живот или својот личен живот да му го уподобиме на животот на Светата Црква Божја до тој степен што нема да сакаме да имаме друг живот освен животот на Светата Црква Божја како свој живот примен, а нејзиниот живот е животот на нашиот Бог и Спасител, Христос Богочовек. Затоа денеска велам, му се поклонивме на честниот и животворен крст. Но денеска се слави и Светото Благовештение, голем богородичен празник, во кој што Богомајката беше дефинитивно избрана како мајка на нашиот Бог и Спасител. На еден чудесен начин. За да се објасни тој начин, треба да се тргне од празникот воведување на Богородица Мајка во храмот. Тоа е 4 декември. Малечката 3-годишна Марија, родителите Јоаким и Ана ја приведоа до пред скалилата на соборниот храм во Ерусалим, и таа, иако малечка, ги изоде 15 степеници од подножието на храмот до влезот во светиот храм, и таму ја пречека великиот пророк и првосвещеник Захари, родениот татко на светиот Јован, крстител и предтеч. И вие знаете како тој ја внесе во светиот храм. И што се таму се случи? Светиот пророк Захарија уште тогаш знаеше
Примајќи ја малечката Марија, со кого си има работа. Според правилата на тогашните старозаветни закони, малечките девојчиња од возраста на Марија не само што беа внесувани со молитва во светиот храм, туку од тој ден беа задржувани во самиот храм, како во еден вид на женски интернат, со трајање додека се постигне полнолетство. Според еврејските закони, едно девојче станува полнолетно по својата, на крајот од 15-та година од животот и на почетокот од 16-та година. И малечката Марија, значи, живееше таму до својата 15-та година и штом ја наполни таа возраст, според истите правила, требаше да го напушти женскиот интернат во Ерусалим, но така што веднаш потоа таа требаше да стапи во брак со човек што ќе биде од неа избран, а таа од него. И кога требаше таа своја одлука да му ја соопшти на првосвештеникот Захари, таа му кажа: јас не сакам да се омажам. И не сакам да се омажам затоа што сакам со целиот мој живот да му служам на Бог. Браќи и сестри, во Стариот Завет идејата за монаштво не постоеше. Одбивањето да се стапи во брак беше скандалозно, неприфатлив за ниедно девојче, па ни за Марија. Захари, знаејќи за што станува збор, го свика советот на свештеници и тие попрашањето на Марија што да се прави со неа понатака. Таа не прифаќа нешто што не може да го заобиколи. И тие старци свети на тој значаен состанок избрале 12 мажи кои што живееле без жени. Некои од нив биле во брак и во тој брак имале деца своји, но откако починала нивната сопруга, тие живееле сами, Богу посветени. Сметале дека еден таков човек од старешините на храмот, избран како чувар на девственоста на Марија, ќе биде најдоброто решение. А и тој маж од 12 што ќе биде избран за таа цел, формално ќе треба да се вери со малечката Марија. Изборот падна и сами знаете на светиот обручник Јосиф. Свети Јосиф таа улога на чувар на девственоста ја прими во својата длабока старост. Ова морате да го знаете, бидејќи многу луѓе сакаат да предат некои други предани во врска со тоа. Во својата длабока старост, а тој веќе имаше своји деца од предходниот брак. И ја зеде Марија во својот дом, каде што таа продолжи да живее исто како во женскиот интернат, Богу целосно посветена, во пост и во молитва.
Там, во домот на Јосифа, се случи средбата на Марија со светиот архангел Гавриил. На денешен ден, браќа и сестри. И во таа средба благовесниот архангел и соопшти дека од Бога е избрана да го роди Месија, Спасителот на свет. И тука сега светите оци наоѓаат еден момент кој што е заеднички за нашата прамајка Ева и нашата вистинска мајка, мајката на сите Марија. Кога сатаната и предложи на Ева да вкуси од плодот на забранетото дрво, таа без никакво мислење прифати, зашто понудата изгледаше многу добра. Со еден гриз на плодот и беше ветено да стигне до целта од Бога предодредена во животот или за животот на секој човек. И така го стана непослушна на Бога. И со својата непослушност кон Бога го турна целото човештво во грев, бидејќи гревот на Адама и Ева, нашите прататко и нашата прамајка, не е собствен грев на Адама или на Ева, бидејќи пред нив или заедно со нив немаше уште еден друг човек. Тие беа единствените луѓе на планетава Земја. Бидејќи гревот што го направија не беше собствен, приватен, личен грев, туку грев спрема природата на човекот, тој грев стана генетски наслед. И ние сите се раѓаме со него до денот на нашето крштевање со вода и Дух Свет. Значи непослушноста го турна човештвото во смрт. А гледајте сега како постапува Марија света во разговорот со светиот архангел Гавриил. Тој вели дека таа ќе го роди Спасител. А таа го прашува. Не прифаќа, туку го прашува. Умно, мудро. А како е тоа можно? Ако се знае дека јас не знам за магија. И тогаш тој изборува дека тоа во неа ќе се случи на надприроден начин, по силата на светиот и животворен дух, и тој плод што ќе се роди во утробата нејзина, ќе биде син на живиот Бог, нашиот Бог и Спас, Христос. И му кажа дека по раѓањето ќе му го даде името Исус, Спасител. Дури потоа, Богомајката Марија прифати да се исполни волјата Божја на неа. А тоа значи дека покажа послушност. И сега гледајте, втората Ева, Богородица, со својата послушност, ја искупува првата Ева во незината непослушност. Тој ден, браќи и сестри, го славиме денес. Дали можете да си представите колку овој ден е голем за сите нас? Нека е благословен. Да го славиме додека е светов и веков и ни сите вечности. Амин. За